И поздрав сте, јас сум Ники Гздоров, те во новото видео. Денеска, луѓе, што правиме малце поразлично видео. Денеска ќе ги видиме групите што се исквалифицира во Champions League. Зошто сум малце посреќен, затоа што претходното видео доста ми дадовте поддршка. Така се надевам дека и ова видео ќе ми дадете доста поддршка, како што и во прошлото видео скоро па 40 лајкови, а можда и кога ќе го аплоуднам видео, ќе има 40 лајкови. Така да може да преминеме на темата. Поздрав прво до овој човек, а доколку сакате и вие да сте поздравени, само коментирај нешто со хештег NikiXFamily, така да, ете, можица точно преминеме. И оставите лайк за повеќе да уживате, нели нормално. Еве ја прво група А. Група А. Атлетико, Дортмунд, Монако и клуб Бруџ. Сега овие клуб Бруге што се не ги знам точно, но по знаков некако ми се кога ги познавам реално. Монако не се добри толку како што беа со Ембапе, така да мислам дека група А ќе остане исто. На прво место ќе остане Атлетико, второ Дортмунд, трето Монако и клуб Бруџ мислам дека ќе отпадне, така да. Ете, немам ништо против овие тимови, едноставно кажувам како што е моето мислење. Група Б. Барселона, Тотенхем, ПСВ и Интер или Интернационал. Така да, исто ќе остане ваква групава. Барса и Тотенхем ќе се борат добро според мене, интересна ќе е таа утакмица. Интер има добра, да речам, добар тим имат Интер, но не се уште дораснати поиќе за Барса, така да и за Тотенхем барем се надевам, ако нешто не сгрешат, така да, ете, ќе остане иста групава како што е и моментално. Група С. ПСЖ, Наполи, Ливерпул и конечно балкански тим Црвена звезда. Тимов, вака мислам, дека Ливерпул може да ги тепа на ПСЖ, но пошто сум поиќе за ПСЖ и го обожавам тој тим, едноставно ќе кажам дека ПСЖ ќе тепат на Ливерпул, така да мислам дека ПСЖ ќе е на прво место, не сум сигурен, немам ништо против. Ливерпул второ место, Наполи трето и Црвена звезда четврто. Црвена звезда би сакал да поминит, но според мене немат никакви имат мислам шанси, освен ако се деси некој чудо, но тешко, така да Црвена звезда би сакал да поминит, но според вакви тимови, не знам, реално, само на Наполи се надевам дека може да ги тепат, така да Наполи трето и Црвена звезда за жал четврто ќе ставиме, така да, ете. Група Д. Локомотив Москва, Порто, Шалке и Галатасарај. Ова група е онака малце обична, барем да имаш некој подобар тим, што знам онака, Севилја едно друго па да биде подобри. Во група Д, Локомотив, не знам са, Порто прво место според мене, Шалке второ, Локомотив Москва трето и Галатасарај четврто, затоа што Галатасарај, не знам, не ги следам тие лиги, нешто премногу турска лига, но не е нешто специјално, така да, ете. Група Е, иначе групи овде ги гледам, така да, немојте да ми замервите зашто гледам тука, а не таму, поточно на камерата. Група Е. Баерн, Бенфика, Ајакс и АЕК. Баерн прво место сигурно земат, затоа што е таква група, според мене полесна и Баерн може и нови да ги тепа. Бенфика може со Ајакс некако да се изборит за второ па до трето место, така да би рекол Бенфика второ, Ајакс трето и АЕК трето, ова четврто место, така да не знам, не сум сигурен, можно и Ајакс да биде второ место, но според мене Бенфика ќе биде ништо чудно. Група F. Манчестер Сити, Шахтар, Лион и Хофенхаем. Мислам дека така се чита, не сум сигурен. Манчестер Сити овде сосема ќе се оземет прво место според мене. Лион или Лион, како и да е, второ место, Шахтар Безел онака трето место и Хофенхаем четврто место. Не знам, Манчестер Сити мислам дека на Лион може да ги тепат, на Шахтар исто така, зато прво место. Лион исто така се добри, но може нешто да сгреши, така да Лион второ, Шахтар трето и Хофенхаем четврто место. Не знам кој е подобар тим овде, зато така си ги наредив.
група Г или Г, како и да е, Реал Мадрид, Рома, ЦСКА Москва и Плазен, како се чете, тоа е, не знам точно. Реал Мадрид сигурно земат овде прво, Рома второ, ЦСКА Москва со Плазен, не знам точно, мада ЦСКА Москва подобри ми се чинет и ми се гледа дека ќе се подобри, така да исто вака ќе остане група. Група Х. Ювентус, Юнайтед, Валенсија и Young Boys. Групава вака може да се. Ювентус, Валенсија, Манчестер Юнайтед и Young Boys. Ювентус може да им забит на Манчестер Юнайтед сигурно гол, затоа што нели Роналдо појде има доста сега подобар тим него што беа, има Дибала добар и има добри играчи реално, се избунав се овде малце. Валенсија се не се лоши, но исто така може со Юнайтед некако да се изборат, па би рекол второ место, па Юнайтед трето и Young Boys четврто сигурно да земат. Така да луѓе, ете тоа беше то за овие сите групи. Јас се надам дека и вие нешто со мене бисте се сложиле. Напишите долу кој мислите дека ќе земите оваа година. Јас би сакал реално, шо знам, ПСЖ да земит. Така да, оставите лайк, оставите subscribe, што побрзо поиме до 800 subscriberi, истото е. Така да, сега следното видео, рапапа, па и ра.